пример колку многу преразмислуваат луѓе, колку му е позната на секој здраво тело, здрав дух. На сите. Така? Да. На сите. И никој не знае што значи. Колку луѓе дошле да прашуваат совети, некакви. Ако некој бара совет за нешто, одговорот треба да е во здраво тело, здрав дух. Тоа е. Крај. Томе, како си? Одлично, Георги, супер, ти. Добре, не е лошо. Тоа пред некое време со Сашко се смеевме, кога кажувам добро е, мисли се слуша добра и Сашко ме прашуваше да немам некоја криза на идентитет. Кога некој ме прашува како си, добро е, ја викам добро е, ама ако го слушаш побрзо, мислиш дека кажувам добра. Добре. Добра. Добра. Добро е. Добро е. Стварно е, како и да. Ја обично викам супер сум, затоа што стварно сум супер, така да. Што е за тебе, прво прашање како за сите гости, така и за тебе, и Стретман, што е за тебе ментално здраве? Прва ти признам дека нормално знаев дека ти е тоа прво прашање и се мислев како да ти одговорам и не го формулирав конечно одговорот намерно, дури не дојдам тука на лице место, за да видам кај ќе ме однесе. Да. И сега ќе те подпрашам за да знам кај ќе ме однесе. Што е за мене ментално здрав човек? Прашуваш? Или како мислиш дека јас гледам на целиот тој концепт што се вика ментално здравје? Причината зашто поставам, сакам да видам како луѓето размислуваат кога ќе им го поставам тоа прашање. Да, окей. И затоа сакам целиот еден разговор таму да ни почне, за да знам јас како таа личност размислува за тоа. Како ја размислувам, у последно време избегнувам да го користам така. Затоа што ми е како предалеку од основата. Ако некој стварно го интересира и дошол сега да си дефинира или има проблем некаков или не знам ментално здравје и како да ќе го оддалечи од суштината за да нема проблеми со ментално здравје. У суштина пробам да кажам дека не ќе да го диференцирам. Не ќе да има ментално здравје, па да има и физичко здравје, па да има и онакво и вакво и такво и некако им прави на луѓето overthink. Премногу лабели со тоа. Да. И за мене здравје. Што е здравје? И тоа, ако стварно сакаш да си здрав, знаеш што треба правиш. И не се замарај дали е ментално, ама чекај сега дали сум депресивен или анксиозен, па да идам да читам. Решението не е тука. Дури и да е проблемот тука, решението е у целиот живот. Движи се, трчај, учи, читај, предизвикувај се, прави некои ствари и прави го тоа така, и прави го, и ќе видиш дека после некој време нема ни да имаш концепт за ментално здравје у наводници. Така што моето е има две универзални вистини, таа е едно у две у едно. Како беше она love your neighbor, love thy neighbor, значи сакај го соседот кој што се сакаш себе си. И моја огромна водилка е на Сократ поговорката An unexamined life is not worth living. Неиспитан живот не вреди да се живее. Било кој што ќе ме праша или го интересира за било какво здравје, ја не би кажал ништо повеќе од тоа. Да. Тоа е. И не ме прашај детали. Ако се посветиш доволно време на свој начин да ги разбереш од овие два концепти, а можеш да ги распакуваш овие два концепти до бесконечност, ама не прашај детали. Да. Не си таму. Не си таму уште дојден. Ако немаш раскопано на овие два концепти.
А раскопувањето на овие два концепти бара живење во секоја сфера, многу години, и после тоа нема да ти треба да дефинираш ментално здравје. Се надевам ти доловив како размишлям на таа тема. Па не, дефинитивно, и со само тоа што го живееш, едно ќе се запознаеш себе си и ќе можеш да доеш до тој степен да ги имаш тие неколку работи што ќе те водат у животот, како што ти ги спомна тие две за тебе, и нема да имаш причина да премногу размислуваш за некои одредени работи кои што ќе те донесат у тоа да секоја своја одлука, секој едно нешто го размислуваш и премислуваш 100 пати и на крај ништо да не успееш, да не живееш во сегашност, во моментот. Ама бар овие две вредат да потрошиш многу време да мислиш, ти не е тоа само така кажано. Да. Сакај го соседот кој што се сакаш себе, бесконечно книги се напишани за што е да се сакаш себе. Да. Како да се сакаш? Со разбирање, со прифаќање, со предизвик, строго, не строго. Кога знаеш како уопште се сакаш себе си? Или не знаеш, или за тоа ти треба помош. Значи, уште ни пола реченица немаш поминато. Веќе имаш 1000 прашања. После тоа, окей, како па сега да ги сакам другите исто како мене? Да. Ги сакаш ли стварно? Тоа значи те треба да имаш други. Имаш други у твојот живот. Имаш други надвор од твојот живот, се однесуваш исто кон сите. Милион ствари се, на тоа да, вреди да мислиш. И вреди да живееш така како што мислиш. И тоа ми е автоматски, знаеш, некако следствено ми доаѓа unexamined life на Сократ, поговорка. Не испитан, или има ли по македонски збор? Не, не истражуван. Да. Неистражуван живот. Со првата реченица ти веќе почнаш да истражуваш. Сега продолжи. Кај ќе стигнеш? Ама истражувај сегде. Телото што може да ти прави. Односите со луѓето, истражувај ги, задлабочи се. Да. И јас стварно мислам дека ако вистински се задлабочиш и го живееш тоа постепено учење на оваа основа, нема да имаш проблеми со ментално здравје. Никој нема да има проблеми. Да. Ја мислам дека од таму потекнуваат. Па не, ја спомнав и у епизода кај што едно од претходниве кај што снимав ја кога бев гостен, една од причините зашто ја почнав посериозно да си го сваќам не менталното здравје, туку да пробам да најдам, да уживам у тоа што живеам, у тоа што работам, беше прашање кој што кога бев на терапевт ми го постави дали би си бил сам на себе пријател. И од таму почна сето тоа само истражување, само испитување, кај што чекај бе, ја ова ми е проблем, со ова не можам да, не знам што ми е, не знам како да се справам, ама тоа едно прашање ме донесе да чекај, ја ги сакам другите, се обидувам секојаш да бидам таму за нив и се обидувам секојаш да бидам со луѓе, да им помогнам, да бидам у заедница, а уствари јас самиот себе не се знам уште и не се сакам како што треба да се сакам. И доаѓам до тоа да цел концепт за живот ова ми се деси пред 4 години, баш на почеток на COVID, ми се сруши и одново тоа само истражување, само започнување, кај што окей, како да си бидам сам на себе пријател, за да можам да им бидам на другите половар пријатели. Од таму сите овие прашања, да, секојаш имаш турбуленции и работи кои што се случуваат, кои што не можеш секојаш да влијаеш, ама ако имаш таа основа, кај што окей, јас знам сам на себе сега би си бил пријател. И тоа ме прави уште од старт да немам, не знам, некоја криза на идентитет, да не знам што да правам со себе, иако може би цел свет ми се руши околу мене, ама јас знам, окей, добар сум сега, ќе се снајдам. Не е проблем, знам што да направам понатаму, знам како да реагирам на некои одредени ситуации. До кај си со тоа размислување? Дали дое до моментот да сватиш дека нема крај на тоа? На тоа запознавање? Дефинитивно. И една работа што мене исто така многу ми помогна да се само запознам уште повеќе, тоа што гледам да имам луѓе околу мене кои се повозрасни од мене,
ментори, например, може да ги наречеме, ама луѓе кои што ја би сакал да бидам еден ден. Аха. Значи сега сум 25 ќе пунам за неколку месеци, ама тие и тоа баш ти што ме прашуваш, тоа уште повеќе и повеќе го сваќам кога се дружам со нив, кога зборам со нив и колку само ја уште Дека нема крај. Да, колку Нема само ја крај. не знам моментално, Да. иако мислам дека и добре, открив све. Да. Ама уствари кога ги запознаш, кога збориш со нив и гледам стварно да бидат тој тип на профили, знаеш, да не биде само ментор, довој сакам малце повеќе да научам, ама ментор, од смисла јас сакам да бидам као нив у таа област, ама ако они немаат семејство, нешто е што сакам да имам еден Да, ден, да. ако немаат деца, тоа ќе не можам целосно да ја имам таа врска на ментор и менти, кај што е, Да. туку да гледам баш онака луѓе кои што ја би сакал еден ден да бидам за 15, 20, 30 години. И тоа уште толку повеќе ми отвори начини на размислување кои што уопште не сум ги знаел дека постојат порано. Ја уживам у тоа спознавање, дека нема крај. Дека има next level на таа изјава, дали сам на себе би си бил пријател, Да. кога ќе имаш дете, ја пред некој време ја прочитав, next level на таа изјава е, оти ова еден вид интроспектива. Да. Нели, дали сум си сам себе пријател и сега треба да се прашаш себе, да се видиш себе си у трето лице. Next level на тоа е, кога ќе имаш дете, гледај се себе си преку очите на детето. Тоа ми е окей. Ако секој што има деца, треба да се праша тоа. Да. Не да се праша, да го практикува тоа. Оти тек тогаш ќе си ги прашуваш секоја одлука, секој акт, секој гест. Ја тоа исто го гледам, уште немам деца, дале, мислам, уште не сум викај таму. далеко, не знаеш. Ќе кажам далеко сум Знам. таму, ама не знам до кај ќе, колку време, ама бидејќи тренирам деца кошарка и бейсбол и тоа некојаш истото го правам кога размислувам за одредени ситуации, дали е утек на утакмица или тренинзи, кај што размислувам баш она како они ме гледаат и Да. како секоја една работа што јас ја правам, они ја забележуваат и колку само таа влијае врз нив и така некако некојаш одам у тој overthinking, кај што тоа е малце, знаеш, тенка линија, ама ми помага да бидам подобар тренер и да се однесам подобар спрема нив. За тоа јас сметам има огромен благодет. И се надевам и ти сам осеќаш кој благодет е кога си тренер, наставник и такви позиции, затоа што сакал неикел, ако го работиш кој што треба да го практикуваш тоа, да се гледаш преку децата. Ради емпатија, ради како со кој да настапиш, што ти проектираш на кај нив, каков пример представуваш. И за мене тоа многу благородно некако. Многу благородно. Колкава група на што кој левел тренираш? Помали, со бейсболот моментално, нели, кај нас е тешко бейсбол да се организираме, Многу ми е најчесто странско, деца, многу ми е странско бейсболот, кошаркариве. Со бейсболот е помали до 3-14, кошаркариве, како тренер сум у нова Добро. приватното, таму е средно школа деца. Кои што И имате некоја лига над па превари? не, таму се организира по принцип као у Америка, што е кај што имаш неколку месеци фудбал, неколку месеци кошарка, неколку месеци одбојка имаат и ја идам како некој надворешен соработник таму да ги тренирам деца од ноември да кажеме до март. Кошарка. Да, кошарка и после тоа над се иде превари? на турнир. Се иде на турнир имате? со интернационални школи, сега бевме у Литванија у Се март. правите така Да, со да. школите. Да, а пред тоа исто окей. бев и водно санс. Значи средношколци. Да. Средношколци, ама таа ми е возраста која што најчесто сум со нив околу Да, нив. И гледам да ги научам да играат кошарка. Многу јако. А ти си играл Измеѓу кошарка друго. на времето? Сум играл, ама од секојаш ја тоа баш зборев у епизода кај што јас зборев баш за мене, никогаш не сум
бил многу добар да играм и мислам дека тоа многу ми помогна сега кога сум, веќе уште као мал, ја на 14-15 години и размислував тактики, и размислував, не знам, филозофии, како да водиш на една екипа. Не играта. Не самата игра, туку... мислам, играта како концепт. Една целина, еден концепт, сум... Не играчки сакав да кажам. Наместо да го студирам јас Коби Брајант, кој што го обожавам и сум го гледал, ја го студирав Фил Джексон или Дуле Вујошевич или Желко Обрадовиќ. Тоа ми беа некои... Од толку мал си сакал тренер да бидеш? Да. Cool. Да, ама пази, ја на 4 години сакав председател на Македонија да бидам. Така што, гледаш, ја имам... Океј, cool. Така што, тие некои работи од секојаш ме интересирало како функционираат работи и затоа, например, земав се запишав на политички науки, и кај нас сите нели знаат политика, ама јас сакам да знам повеќе од другите, како функционираат работите. И виде дека тоа скроз трет света нешто, ние тука сите си мислиме дека е политик. Баш. И затоа сега сум у спортот пак. Пошто тоа ми е убавото и сметам, тоа сум го кажувал нон-стоп и ќе продолжам да го кажувам дека спортот е една од најважните работи за развој на едно дете. Ако веќе сакаш да кажуваш, од мене молба, не кажувај една од најважните. Најважната работа, тоа е. Сакам малце да бидам политички коректен. Не би, ти така сите сме помалце и на крај физичко 1 сат у неделата. Да, и тоа ќе ти дае тренер, ќе ти дае наставникот, земи топка и шутирај. Тоа имам забележано последно време. Ти осеќам дека длабоко у себе веруваш дека е најважна. И само за да бидеш политички коректен, кажуваш една од најважните. И така ти го пренесеш на наредниот, тој нареден ќе го пренесе исто така и дое у образование, ќе нема физичко. Не. Ако длабоко веруваш, тоа дознав и ја последниве години, посебно и со подкастите. Многу луѓе многу силно веруваат во многу правилни работи. Длабоко у себе, сами со себе го веруваат тоа. И никогаш не го кажуваат. Со никој. Освен со сродна душа. No. А сродни души имаш на една рака. И моја така иницијатива у последно време е, посебно ако знаеш дека во тоа што веруваш е нешто морално правилно, а сите знаеме. No. Тоа не ти треба книга за сам да си осетиш дали си морално праведен. Ако го веруваш така, кажувај го. Јас го верувам со целото свое битие. Не е една од... Нема поважно. И некогаш и претерувам намерно. Прво место, 10 празни. Пак што сакаш кажи ми на 11-то место. Нема, мислам, тука може 300 епизоди само на тоа зборам. Да, па нема, ја тоа баш гледам и некој се размислувам кога го концепирам подкастов и гости кои викам и прв мислим идат луѓе кои што се у спортот или се занимаваат со спорт. Не мора професионално, туку кои што знам дека, не знам, планинарат, трчаат, возат точаци, играат рекреативно. Тие ми доаѓаат прво со кои што сакам да зборувам на овие теми, бидејќи знам колку само мене тоа ми помага, колку само јас сум се нашол, не знам, кога сум бил 14-15 години, колку само ми било убаво да бидам дел од тимот. Тоа чувство, ја за прв пат сум се почувствувал дека вредам или сум дел од нешто поголемо од мене, кога сум бил дел од спортски колектив. И такви некои работи, баш за тоа сакам. Некојаш е тешко, бидејќи мене барем ми е тешко дека не знам секој се не слуша и не сакаш да навредиш, ама управо си ова што викаш, кај што на вистина е така. Твој подкаст, твои мисли, кажувај ги искрено, комплетно. Мене ме интересира, секоја збориме за ова, како дојде ти до вака да размислуваш? Тоа така сакам гостите кои доаѓаат и ми кажуваат работи, ама не со секој можам тоа да прашам, ама тебе те прашам како дојде да размислуваш на овој начин на кој што сега си моментално. Што за здравје, за себе за познавање, за love yourself as your neighbor. Како доја до тоа да си, ја ова верувам и без разлика кој ме слуша, ќе го кажам. Да.
Јас сум 40 години. На мој трет роден ден добив поклон точак. Од тогаш до сега јас сум спортист. Секој ден од сабајле до вечер. Да не бидам сватен погрешно, не дека од сабајле до вечер практикувам активно спорт, ама тоа е моето битие. Ако не го практикувам, го мислам. Ако не го мислам, го читам. Ако нешто друго правам, го правам низ призмата на искуствата стекнати од таму. No. Јас сум цел живот спортист. Точак, кошарка, атлетика, триатлон, паточак, планини, you name it, за мене друго нема поента. Ама пак тоа звучи преповршно. Ама, кога викам друго нема поента, пак е у смисла во секоја сфера од животот гледам се едни исти аспекти од животот кои што на еден или друг начин ги има и во спортот. No. Тоа е прво. Значи, како? Така, 37 години практикување и живење нешто од секоја молекула од себе и нормално преминување низ милион верзии на самиот себе. Си научил едно, си пробал да го практикуваш, си сгрешил, ке прочиташ друго, си сгрешил, ке смениш, ај се атлетика, други правила важат таму, ајде друго, трето. Нешто што може би така сум се родил е кога ме заинтересирува нешто, се обземувам со тоа. Се обседнувам комплетно. И порано тоа било книги, и ако фатиш нешто на телевизија, па искочи интернет, па ајде на интернет што се може да се прочита, па нарачувај, па книги остануваат секојаш. Сега имаш подкасти, имаш професори, имаш кога викам се обседнувам, значи во секоја можна форма пробувам да впијам се што може да се знае за нештото за што сум се обседнал. Ја кога бев атлетичар, ја бев атлетичар 24/7, 3 тренинга, книгите, у слободно време, значи ја спијам, јадам и другото е атлетика. Да. И со многу од стварите сум така, и со подкаст јас сум така. Луѓе искача една епизода 2 неделно, тоа е снимањето. Кога беше при некоја епизода со Жаре правевме, ми искочи као статистика average view. Преку 20 сата неделно јас слушам само. Само слушање преку Spotify. Да. Тоа не вклучува гледање на YouTube. И сега само нешто ме заинтересирува и се фрлам у тоа 100%. И не дека ќе решам после некој време, па добро, сега све пронајдов од ова, ај што е наредното. Да. Не. Се повеќе сваќам дека колку повеќе се фрлам во нештото, толку повеќе не знам. Да. И не знаеш, и не го барам активно наредното нешто. Животот тече и доаѓа наредното нешто. И таа обсесија може ќе трае 1 година, може ќе трае 10 години, ама кај ќе ми дое друго нешто, па пак ќе се фрлам у тоа. И така дале, и така дале. Така што како конкретен одговор на прашањето е сплет на живот, многу читање и многу фрлање 100% себе си у тоа што ме интересира и искачат силни ставови. Да. Тоа е. Нема, тоа кога го збориш ова, мене ми текна колку само и ја уживам у самиот процес на некои од тие работи, кај што ќе сватиш дека нема цел. Мислам, имаш ти цел која што целиш, Убав, ама нема. Убав комент тоа. Ја уживам у искачувањето. Кога ќе стигнеш горе, да, може би е убаво, ама после си, окей, сакам поеки Да. и има, ама нема. Тоа е таа и колку само процесот е она што мене мислам дека и тебе тоа што те води цело време да дознаеш поеќе, како подобро да направиш подкаст или се точаци или се трчање или што е да, како подобро, што е нештото што може да ме направи да едно да уживам у тоа поеќе, ама и да знам поеќе за тоа. Ја уште подлабоко
размислувам на овие теми. Ја пробувам да асоцирам, например, одговор на вакви прашања, ги барам во Библии, во религиски учења, во будизам, во било што, затоа што мислам дека негде има одговор, ама пак во процесот на барање на одговор сваќаш дека нема одговор, па убаво е да го бараш, па убаво е барањето. Ама тоа нема крај колку длабоко можеш да одиш и сега некако последно време ми е прифаќање колку е тоа убаво. Да. И само тоа е. Читај, проучувај, до наредно. Да, ние баш вчера имавме некој состанок со тимот со кој што работиме околу подкастов и јас сега моја првична улога е да водам подкастот. Ама ја уште 1 милион други работи работам. И самиот знаеш, мене ме интересира да имам цел еден спредшит кај што секој дневно, секој саат го апдейтирам за да дознам повеќе, да најдам некој patterns и со Клей баш зборевме и викаме дај, кажи, може некој друг ќе ја заврши таа работа. Викам Клей, и друг да ја заврши таа работа, ја пак ја правам. Пошто мене тоа ме интересира, сакам да знам повеќе за не знам, што сакаат луѓето да слушаат или што јас сакам да слушам за да знам како да направам подобро следна епизода, следно снимање и тоа ми е тој процес кој што уживање, тоа уживам у тоа, без разлика, некој ќе види како работа или некој ќе види, мора тоа да направиш, ама не мораш. Ти можеш да идеш и окей, ќе снимаме сега, завршуваме снимање, се стави епизодата кога и да ја ставиме и толку. Јас сум доста често и вон уживање. Кога ќе кажеш уживање, подразбира дека трга од тебе. Значи, ти си имал некоја желба и сега сакаш да оствариш таа желба. Многу од работиве, јас што ги кажав низ животот, се имам чувствувано како да не е од мене. Ја кога сум тренирал ненормално, ја дури и во моментот, во тој период од животот, си имам осеќано како од негде надвор нешто ме тера и јас само се наоѓам најден во процесот на правењето. Сакаш некако над уживање. Да. Уживање може би има, ама или колинг, например, или повик некој кој што имаш. Пак е повик како да се однесува, може да е повик, ама често у животот се осеќам како добар збор е, како повикан да направам нешто. Или може би има дупка некаде, јас сум увидел дека ова фали и дури има момент на чекање, ајде са, кој ќе го направи? Зашто никој не го прави? Ајде, ја да го правам. Никој не го прави, ја ќе го правам. И после тоа прераснува во повик. Да. И после тоа има уживање, ама како не ти е ни важно дали уживаш. Важно ти е ова треба да се направи. А не ни знам зашто. Некоја повисока цел, нешто што е поголемо од тебе. Да, дефинитивно. Тоа го има секаде. За штета, мислам дека пак скроз назад на првото прашање. Многу од луѓето се премногу оддалечени од тој некој кор, од таа некоја срж на бидувањето. Премногу баш така се оддалечени од пракси што се многу едноставни и си мислат за тоа што се едноставни не треба да се прават или ги испозабораиле или не знам. Премногу се оддалечени од стварите што треба да ги прават. И се замараат со небитни детали и не знам, некогаш поентата е само да се отарасуваш од вишак. Да. И може ќе доеш па до исто, и не знам. Нема, една работа која што мене ме води, сум ја кажувал повеќе пати на подкастов и со луѓе кои што ме знаат, тоа го зборам цело време, ти не можеш, ако ти немаш добра основа, ако ти самиот за себе не се грижиш, ти не можеш да бидеш корисен ни за другите, ни за заедница, ни тоа што работиш. Ти можеш ќе даваш некој, не знам,
одреден удел у работа што ја работиш или семејството кај што си или било што, ама ти самиот себе ако не се грижи сам за себе, не стануваш подобар секој ден, не работиш на тоа да имаш добра основа, да имаш работи кои што ќе те водат, кај што ќе имаш и тој повик, кај што си повикан да нешто да направиш повеќе што не е само за тебе или за оние околу тебе, туку напротив ќе има разлика со децении, со години после тебе, нема да можеш да им да биеш максимум, да им дадеш максимум на другите околу тебе. И тоа мене ме води да, бейсбол никој не игра во Македонија, ама знам дека имам простор овде, гледајќи на пример, не знам, културата у спортот кај у Македонија, имам можност и имам тоа што ти викаш, никој не го прави, ја ќе ја направам да создавам еден вид на култура која што е добра и е здрава за еден спорт. Не можем ја да ја сменам културата у кошарката у Македонија. Таква е каква што е. Има добри тренери, се наоѓаат тука и таму, ама у глобал ја сметам дека е стварно токсична. Кај што однос играч-тренер нема никаков, секојаш нели тренерот е боги батина, авторитет, играчите мора да прават се, ама ја имам таа можност да, иако може би се 20 деца, може би сме една-две екипи, ама имам можност да дам пример на тие 20 деца кои што нема да станат, нема да играат у Major League Baseball у Америка, ама ќе бидат дел од заедницата у Македонија. Ќе им дам некој пример како треба да биде тој однос играч-тренер. Како треба да биде... Учествуваш у движењето. Тоа. Толку. Отиди над све тоа. Да. Само има и удел у спорт. Каква и да е форма. И пак, затоа што за ментално здравје фокусов, ја многу сакам да потенцирам на тоа преразмислување. Пример, колку многу преразмислуваат луѓе. Колку му е позната на секој здраво тело, здрав дух. На сите. Така? Да. На сите. И никој не знае што значи. Колку луѓе дошле да прашуваат совети, некакви. Ако некој бара совет за нешто, одговорот треба да е во здраво тело, здрав дух. Тоа е. Крај. Точка. И чао. Да. Чао, пријатно, ама изгуби толку. Дури не почнеш сам. И тоа е убавината. Не барај, дај ми помош сега како тоа да го разберам. Како сакаш. Како сакаш пробај подлабоко да разбереш што значи во здраво тело, здрав дух. Ама тој прв чекор кога ќе тргне од тебе, тоа ќе биде твојата патека. Да. И тоа ќе биде твојот одговор и тоа е дел од одговорот. Ама мора сам човек да го реши тоа. Како да бидам послаб, како да бидам појак, како да излезам од депресија, имам анксиозност, па што е анксиозност, па видови на анксиозност, па леко, чекај друже, чекај. Кај отиде у анксиозност? Кој ти каже уопште тој збор што е? Вчера го дозна и сега си анксиозен. Врати, не е еден чекор, милион чекори врати се. Во здраво тело, здрав дух. Да. Што правиш за оваа реченица? Правиш ли нешто? Мислиш ли на оваа реченица? Правиш нешто активно? Секој ќе излезеш од врата, ако ќе офатиш оваа чаша, овој ручек, у секој момент, што овој гест сега, што овој оброк, како влијае на твоето здраво тело, здрав дух. И пак, не ми кажувај дека не знаеш што е здраво, што не е. Секој знае. Барем денеско секој знае. Секогаш. Да. Во секое време, на секое место на планетата и универзумот. Сам со себе, искрен, секој знае што е здравото. Сваќаш на што ти кажам? Да.
пред нас. Одбери, земи вака Да. 2 оброци, знаеш кој е поздрав. Или двата се здрави, окей, двата се здрави. Ама не можеш да ме убедиш дека не знаеш што е здраво јадење и што се работите што ти го прават телото поздраво. Што не знаеш да се движиш? Не знаеш? Ама што да треба? Бе, чекај кај да, ама јако идам да идам дали да идам на кросфит у вторник и тој левиот тек и дали да купам ракавици? Каде бе? Чекај бе. Сваќаш? До толку назад сакам да ги враќам луѓето. И у последно време така и го почнавме подкастов. Не може би најверојатно ја пред 10 години како и осеќам дека се наоѓаш често во ситуација да треба да советуваш некој, посебно ако си тренер и на школи и на бейсбол и некако окей, тоа е, тие дошле таму, те слушаат и тоа е сега твојата улога, ама сигурно и познати твои блиски ќе доаат, абе што да направам бе, како си вака слаб или не знам, и ќе пробаш, ти ќе се посветиш да му објасниш, он влегло тука, излегло тука. Ја веќе некако на изгледа со годините дое, јас сум веќе вака, не објаснувам. Ако не ти е јасно во здраво тело, здрав дух, почни таму. Да. Објасни си го тоа и после ќе видиш колку си бил глуп што уопште си ме прашал. И стварно мислам дека тоа треба да го закоравиме вака од зборење. Оти кога ќе го расклопиш тоа, ќе доеш тука. Да. Мисогие прави тешки работи. Да. Се некако иде следствено, сакаш? Да, бе, да, нема, тоа е, мислам дека кај нас, не само, пак кај нас, у глобала, секаде комплицираме многу работи, а уствари работата е ептен лесна и едноставна. Да. Ама многу сме оддалечени од глупо ќе звучи, да кажам, од вистината. Демек јас сум сега некој пророк, сваќаш. Ама не ја знам вистина, не икам така да звучи, не ми текнува друг збор. Да. Ама нешто има, Да. не знам што е, сите трагаме, вајда, јас да, кон што е тоа нешто, што е универзално, ама друго нешто што е факт и јасен е што премногу луѓе се предалеку. Да. Зашто, како, дали ради дистракции, дали ради, не, знаеш... Мислам дека е се поврзано. Ја пред неколку години, баш кога почнав и со трчање, ја прочитав книгата Born to Run. Не знам дали имаш читано. Вие босиве? Да. И ствари сваќаш колку само на нас малце ни треба. Не ни требаат некои, не знам, патики од 1000-2000 евра кои што се со не знам колку... Абе, ништо не ти Ништо треба, не ни треба, ништо само треба. идеш бос, трчаш, ние сме создадени као Ништо не ти такви. треба. На никој ништо не му треба. Да, Гол надвор. да. Буквално, да. Најментално болниот, најфизички болниот, нормално со исклучици, освен ако не е у болница, не знам Да, каде. да. Стани, отвори врата и излези. Да. И до него правиш тоа 100 дена, 1000 дена, не прашувај други прашања. Не ти е крив друг. Не си жртва. До не правиш нешто редовно, долго, не барај друго. Да. Направи нешто, и прај го редовно и посвети се и после барај други совети, да речем. Нема ни да бараш совети, ќе бараш нешто насоки. Да. Нема, ја го сватив тоа баш кога знаеш, ќе престанеш малце да трчаш, за мене. И ти да се убиеш. И на сабајле сакаш да трчаш, ама не можеш, пошто нозе не може да трчат, се повера да имаш. И сваќаш колку само денот нема да ти биде добар. Тој прв ден е најлош и после си окей, не можам да трчам, што може да правам? И после ќе излезеш ки попешачиш малце 20 минути и одма денот ми е подобар. Ама тој прв ден кога го сватив тоа, кога бев као чекај, што ќе правам сега? Цел ден, цела концепција ми е тотално пробиена. После 35 години ќе доеш до фаза на
ова е цел живот. Океј, сега нема сум рипнал тренинг, не сум јадал здраво или не знам што е. Порано ти викам, идела се убијам. Одма у наводници ставам депресија или не знам што, или луѓе приметуваат, што ти е, не знам, не ме нервирај, тренинг не направив. Сега ми е, ако некој друг се наоѓа у слична ситуација и се обраќам на некој у слична ситуација, пауза. Дали веќе во себе претходно си реши, си донесе одлука дека ова ќе оправиш. Ќе оправиш, ова е дел од тебе. Ќе тренираш и некако така ќе живееш цел живот. Може има цели некакви трки умеѓу време, не знам, а што кога ќе завршиш трка, да ќе престанеш со тренинг? Не и не треба. И сега како се справувам со тоа, не затоа што не бара справување, него е само што е една недела у 60 години? Што е 6 месеца у 60 години? 70, 90 години. Ако јас сум одбрал дека мојот живот ќе го живеам вака, физички активен, за секогаш љубопитен по знаења и се што друго, и добар со луѓето околу мене, ако ја тоа ќе го правам секако, цел живот, 90-100 години, што е еден ден непраење? Ништо. Дел од животот. Ама длабоко у себе знаеш дека после 10 години и таа повреда и нетренирање била дел од тренингот. Да. Затоа што нешто друго си научил. Да. Па нема, некојаш научуваме баш од тие работи, нели, тоа клише може би, некојаш, ама од поразите научуваш повеќе отколку победите. Да. Стварно е тоа така, кај што научиш како да се однесуваш. Ако сакаш. Тоа Ако бараш да научиш нешто. Ама мора тоа ти што каже, мислам дека најбитното нешто тоа сега што каже да имаш тоа во себе, дека знаеш, окей. Знам дека јас ова ќе го правам до крај на животот. Ама мора да ја донесеш таа одлука или мора да го знаеш тоа, мора deep down у себе да знаеш дека окей. Јас сега одам, играме утакмица, ама што и да се деси, знам дека ќе научам од утакмица. Ние може да победиме, тоа исто го кажам, кај што тебе ако примарна цел ти е да биеш најдобар и да победиш и да освоиш трофеј, ти нема да го, мислам, имаш повеќе шанси да го освоиш ако тебе примарна цел не ти е тоа. Ако примарната цел ти е да станеш подобар, дали ќе биеш соиграч, дали ќе биеш као личност, подобра личност да биеш, ти имаш многу повеќе шанса да успееш професионално, бидејќи имаш здрава основа, го имаш тоа здраво таа foundation, таа основа имаш која што тебе ќе ти помогне да бидеш и најдобар и најпаметен и најбогат и се што ќе си дое, само ако таа не ти е примарна цел. Ако ти е примарна цел, многу тешко ќе доеш до таму. Со еден мал дисклеймер, дури и да ти е, нек ти е. Да. Почни. Да. Почни. Не, за почеток се, да. Тргни, што и да е да те искрата што те мрда, нек те мрдне. Дали најбољу се слободно, иди најбољу свет, само мрдни. Да. Мрдни, прави и тоа е. После тоа ќе доеш на патот на Ако си на патот, ќе си ги откриваш стварите. Некој ги открива, не се ни тие по редослед, да. Никој нема да иде по исти редослед, ама поентата е дека тоа е цело животна авантура, патешествие што си трае цел живот. И треба да го живееш. И крај. И после некое време некако е така преубаво. Не се замараш и си го живееш. Да, бе, после идеш и снимаш подкасти и си збориш со луѓе. Па тоа е дел од живењето. Ја уствари преку тоа ги правам некои од овие ствари. Да. Од кај ти доја идејата за подкаст?
Pojma nemam, me prašale ova poiše pati, 100%. sigurno sekoj pat različno odgovaram. Glej, tehnički odgovor od te nema tehnički odgovor, se sklopile mnogo raboti u prav moment na pravo mesto. Znači, ja slušam podcasti od mnogo odavna. Ja sam sportista od mnogo odavna. Me interesira tovi raboti od mnogo odavna. Rabotam u IT i така nekako biva u IT, posle odredan broj godini imaš se poiše nekako savladуваš se повеќе занатот, što ti otvara vreme i resursi i ne znam, želba za nešto plus сега, други вештини да научиш или други авантури или желби да си оствариш. Битно се почна, јас размислував долго време за видео. Некако да го фатам на on the record, да го запишам некако во некаков медиум, тоа што го мислам и тоа што го правам. И во тоа време мислејки, окей, дали да снимам тури на точаци, дали, не знам, друго нешто да снимам, па се распрашував, окей, кои луѓе, кој снима, знаеш, има ли слични такви, пак ја барав да дознам и така прво почнајќи снимам интересни авантури, тури на бајк, многу правам такви и увидов дека таквите тури што ја ги правам не се прават често. И разговарајќи со Давид, поздрав до Давид, кој што е исто така бајкер, ама и снима. Па добра, ај ќе снимаме, вака, онака, и добра, ај за недела дена пак ќе се видиме. И после друго нешто ми клапна у коцката, друга коцка ми клапна у целиот мозаик. Колку обожавам да разговарам на теми. Ама кога разговарам, ја многу сакам да забегам, да задлабочам у разговарањето. И сега колкав круг на пријатели имаш, немаш 100 души, тие се 5-6. Со тие 5-6, ја 20 и поише години веќе го имам мелено тоа и осетив дека на нив више не им се разговара, ја уште ностоп нешто сакам да објаснувам, да дознам, и некако вали и таа коцка се клапна, па чекај бе, подкаст е уствари тоа, па Роган, па Хюберман, па ова, па оно, ето пак, како преска што реков, нешто како не од мене. Нешто се случи. Не од мене, пак како некој повик. Како негде вон мене се генерираше идејата и надвор од мене влезе и ја па се најдов у ситуација окей, изгледа тоа ќе правиме сега. Кој прави? Не видов нешто многу дека го прават и ајде па од нула како уопште се прави, па што се микрофони, што се камери и пак се обсенав комплетно. Значи пази, ја веќе слушам подкасти ко луд, ама прајање подкасти е друга наука. Научна фантастика у тој момент фрлање 100% у тоа, па сега више имаме продукцијска фирма, па опреми, па светла, и толку јас сум таков, забегувам више у тоа. Па после Жаре се убаци скроз случајно и со него беше оние судбоносни моменти. Да, збориме за бајкерот и кросфитерот сега. Почна приказната со Томас Перформанс подкаст. На Томас Перформанс ја го викам Жаре као гостин кросфитер. У првата минута у разговор јас сваќам дека и оне ко мене обседнат за концептот подкаст, за како новата медиумска гранка, артистичка, техничка, продукцијска форма наречена подкаст. Апсолутно исто ко мене забеган. Правиме што правиме 2 сата епизода, завршува епизодата и ме претркува пред мене, ми кажува брате, ја правиме подкаст. Готово. И он е таков. И он е ко мене. Влага у нештото и скрој ние сме забегани, ја не знам друг
Мислам, еве и ти си сега полека влагаш од тие води. Ама ние сме забегани у тоа. Значи, само тоа ми е у глава. И сега, знаеш, спомнавме многу ствари, нели? Имаш спортска кариера, информатичка, живот, жена, дете, другари, блиски, религија, подкаст. И сега се поврзува. Да. И сега искачаат бесконечно комбинации. Нешто ки ти текне пред 20 години, леле, тогаш кога го правив тоа, еве ти прилика. Сега раскажи го. Чекај, дали сам да го раскажам или со друг гостин? Гостин, да. Гостинот е слично, ама не баш. Твоето со неговото, некоја нова комбинација ќе роди. Нешто ново И ќе сега дојде се нешто. бесконечни можностите, сваќаш. Тоа е убавината кога вистински ќе се дадеш себе си. Комплетно у нешто. Ја тоа го осеќам како да си живеел посебен живот. Јас се осеќам дека кога сум бил атлетичар е посебен живот. Често како тоа друг човек го има живеено. Да. Ама тоа е мој живот. Ја имам цел живот како атлетичар, имам цел живот како кошаркар, имам цел живот како подкастер. Ја вистински осеќам како да имам живеено повеќе животи. И кога ќе праша некој, добро да зашто да се посветам толку? Еве, може би ова е една од причините. Ако се дадеш себе си 100% во нешто, тоа ќе биде како да си живеел еден цел живот во тоа нешто. И неколку такви ствари, ти имаш неколку животи живеено. Да. Така се осеќам сега, па не пробувам да проповедам кој знае што, ама често така се осеќам. Како да имам и некогаш се паралелни тие животи. Сега сум... Некојаш и мора да биде паралелно, пошто нема како. Да. Често се паралелни, па се преклапаат, па почнуваат друг, ама не знам, така многу ме фасцинира и ме восхитува и ме привлекуваат такви карактери што се немам прашање од кај потекнува тоа. Да. За тоа уште трагам. Како некој воопшто станува обседнат? Дали, знаеш, тоа случајно ли е? Се раѓаш ли со тоа? Зашто некои луѓе се склони да се обседнуваат, а некои не? Тоа не знам. Тоа не ме прашувај, тоа не знам. Оти знаеш зашто ме интересира тоа? Оти го проповедам тоа. Као активно кажувам на луѓе, обседни се со нешто и прави го тоа нешто обседнато и можеби ќе пронајдеш, не можеби сигурно, Што е тоа нешто ќе за тебе? пронајдеш многу други одговори на многу други животни прашања. Што е да те интересира? Одбери и немаш одговор. Да. Одбери било што и обседни се 100%, ќе си ги одговориш прашањата што си ги имал. Ама како да станеш обседнат, не знам. Ема, тоа нели внесување со целото твое битие, не само со баш тоа некој концепт на тродимензионалност, кај што не е само со рака или со телото, кој со душа и со ум, кога ќе можеш ти целосно да се внесеш во самото нешто, тоаш веќе можеш да се обседнеш од сето ама тоа, зашто некој- ама зашто зашто така некој не? функционира? Зашто повеќето не? Да. Тоа да. И тоа нема одговор. Хинт. Многу е. Хинт на овој одговор е, често пробувам да трагајќи по одговор, например, да трагам, да ги бришам сите distractions, сите Дистракции, да? Ама не е македонски дистракции. На современото време. Сваќаш? И за да го правиш тоа, како да го тргнеш влијанието на телефонот, тргни го влијанието на интернетот, тргни го влијанието на било кој аспект од современото живење, тоа значи дека треба да се враќаш назад во времето. Како било пред да има мобилни, како било пред да има ова, и ќе треба да доеш у пештарски времиња. И често пробувам во таа рамка да го барам одговорот. И најчесто доаѓам дека тогаш па ни прашањето не е валидно.
тогаш секако немало концепт за обседнат. Ти секако живееш у моментот, затоа што целата поента ти е actually да живееш. Да. Значи треба да снајдеш да јадеш и да си жив, односно да не загинеш негде. И ако ги избришеш сите слоеви од надвор направени од човекот и се вратиш у пред милион години, односно животните, ти, знаеш, нема веќе концепт обседнат. По нашата дефиниција, тој пештерскиот човек е обседнат. Обседнат е да најде да јаде денес. За нив тоа било дефолт, тоа е. Мора да си обседнат. Да. Мора, кога ќе се разбудиш, може 2 дена веќе не си јадел и сега треба да идеме да уловиме нешто. Ти за да уловиш нешто, треба да си обседнат со ловење. Да. Ама поим обседнат имало пред милион години. Не, што значи ако го strip away, ако ги избришеш сите тие слоеви, тогаш многу од концептите не ни важат. Него пак доаѓаш до живеј. Да. Живеј. Комплетно. Целосно, со сето твое битие, живеј. Што ти одбери? Да. Како ти одбери? Ама мора да е комплетно. Нема, и тоа и не е само за ова нешто, за многу други работи. Мислиме дека сега не знам некои предизвици на денешното време, не знам, кој ствари сите работи се поминати пред години, стотици, илјадници години, само што многу по едноставно било тоа, многу по лесно бидејќи ние сега ги имаме сите оние дистракции да не... Едноставно, лесно, тешко, исто било. Да. Алатките се различни. Тоа. Алатките се различни. Само референтниот систем ти се менја. Тој исто од нешто се жалел. Исто тапа му била секирата. На исто ниво жалење е тапа ми е секирата и спор ми е интернетот. Исто. Пред милион години па некој шаман у племето, на тој што почнал да се жали, тапа ми е секирата, му маа шамар и му вика, добро изоштрија, што седиш и се жалиш? Свегаш, гладен сум, иди јади. Исто е. Значи пак, гаш, ние пробавме да трагаме у некој одговор, отидовме милион години наназад, ама референтниот систем само се менја. Ама у човечката природа е, и ја мислам дека е тоа by design. Затоа се повеќе верувам, не се повеќе, значи така е. Постои креатор. Да. Постои како Бог, креатор, дизајнер, што и да е. Не има така дизајнирано. Така сме дизајнирани. Заради ова. За да ги има предизвиците. Ако ги немаш, што? Да. Не, и тука мислам дека може да се бари тој одговор што ти го бараш, зашто некој може да биде обседнат со нешто, некој не. Бидејќи ја верувам дека не секој... Знаеш како, ја гледам на една заедница или на да кажем на група на луѓе како човечкото тело. Добро, и колектив. Тоа колектив. Што мојата рака може да направи, не може мојата нога. Добро. Аха. Ама сите заедно, ако ја немам рака, не можам да функционирам како цело. Затоа мора некој од нас да биде обседнат со овие работи, а некој пак едноставно ги извршуваат работите со сема, ама сите заедно функционираме. И тоа е некој... Ама сите вршат функција. Сите вршат функција за едно тело да може да функционира како што така создадено. И од тука ја и ти ќе бидеме како ненормални, внесени целосно и живееме 24/7, 365 дена во годината, ама некои вршат сосема друга функција на друг начин ја извршуваат. Ама и они се исто. И они тоа го прават. И тоа доаѓа дека некој само не се жали. Да. Само не се жали. Само не се жали, тоа е. Да. Ама мора да не има и двајцата. Мора да не има и двајцата и сигурно има и трети кои што сега не ни текнат. Да. Ама... Исто е. Тоа. Исто е. Пак е површен зборот обседнат. Да.
Ишо и он е обсадна, кој си ти да му кажеш дали не е обсаднат? Не е обсаднат. Тоа е некој концепт доаѓа, еве ја го знам барем од Библија, така што едно тело и една заедница исто функционираат. Ја не можам да функционирам без глава. Ама ја ако сум главата у заедницата, не може некој друг да биде... Да, убава аналогија тоа, да. И така мислам, таму може ја барам, еве, кога сега да разговараме, на таму прво ми отиде... Затоа сме социјални суштества. Да. Затоа ни треба ние не сме создадени сами да живееме. Затоа е клучна таа врска. Да. Односи со другите. И затоа од таму е првото правило. Сакај ги другите. Као што се сакаш себе. Гледаш, автоматски има други у формулата. Да. У секоја формула има други. Сам ништо. Не, и тоа, ама и често јас со таа баш кога ја спомна на почеток, мене одма голем дел од луѓето се задржуваат само на првиот дел, а не размислуваат на вториот. А кој е прв, кој е втор? Сакај ги другите е првиот дел, нели? Добро. Како што се сакаш самиот себе. Да. И тука ми тоа баш во последните неколку месеци баш за тоа размислувам, пошто на од повеќе луѓе и на повеќе места ја имам слушнато и баш некојаш и тоа што спомнав уште на самиот старт, дали би си бил сам на себе пријател. Тука мислам дека е многу важно тие две едно без друго не иде, ама дефинитивно еве за мене најголемо влијание има токму Библијата, врз се што го правам. Врз тоа и тој концепт на повик што го спомнав. Јас сметам дека сум повикан ова да го направам или да бидам овде моментално у Скопје. Зошто не сакам да си одам од Македонија? Дека знам дека јас треба тука да бидам. Се не знам сега, може да ние да се расправаме и да збориме, ама од кај знаеш дали постои Бог или не постои. Тоа е површно прашање. Ти можеш да веруваш, ја може да не верувам, ја може да верувам, ти да не веруваш, ама ја верувам дека има нешто внатре во мене кое што не ми дава да си одам од Македонија. Не ми дава да си одам од Балкана. Тоа е. Таа улога ја играш. И тие некои работи кои што еве, сега ја и ти ги правиме. Зошто сега мора да трчаш маратон или не знам, водно матка да трчаш кој ненормален 6 сати угоре удар. Нешто у мене ми вика дека да се прави нешто. Да. Да се прави. Така. Ама да, тоа е интересно баш. На почеток спомнавше пред да снимаме кај ќе да разговарате, еве до кај стигнавме. Сакаш ќе иде, насок има милиони и секоја нема крај. Не, баш и тоа ќе спомнам уште и после ќе преминеме уште нешто друго, ама истото кој што спомна ти, сакам да знам поеќе за луѓето. И сакам поеќе да и затоа и те викнав бидејќи имам изгледано некои твои епизоди и прашањата кои што ги поставуваш се прашања кои што ја би ги поставил на некој друг. И затоа бев окей, ајде. Ќе снимаме, ќе да говориме, еве не знам, преку сат време снимаме. Ништо не. Може да продолжиме, не е проблем. Касаш. Ама ме интересира, кој е твој најголем предизвик? Чисто ова ми е само за мене прашање, ќе оставиме, ама со подкастов, со работа, пошто е надвор од само тоа и ќе снимаме и гледам дека сакаш да создадеш нешто поеќе од самиот подкаст, туку да направиш тоа ти што викаш, да им го кажеш тоа, да ги натераш луѓето да прават тешки работи или... Мала поправка. Да. Делува дека е така, да. Ама посебично е. Посебично е. У која смисла? Само затоа што ми е мерак. Да? Да, на моменти неизбежно е да звучи некој муабет како порака кон публика. Да, звучи, ама корот, суштината е посебична, а тоа е мене ми е мерак. Јас сум прељубопитен и преголема желба имам за разговарање. И на секоја тема немам крај за зборење. Предизвик у тој контекст, зашто ја кажав ова? Затоа што таму ми е предизвикот. Како да не го правам тоа 10 сата на ден. Да е до мене, јас секој ден ќе снимам. Ама тоа треба да ти стане
Сега сваќаш па прагматичност малце. Така што такви ми се предизвиците, некако интерни ми се, знаеш, и па тоа не е предизвик, тоа е така една анекдотски предизвик. Како да снимам секој ден. Тоа е желбата, сакам и да трчам планина секој ден, ама ако врзеш 3 планини, 3 месеца нема одиш после. Да. Така што имам, го осеќам тоа у себе, дека сум, кога почнам да правам нешто, сум премотивиран да го правам и активно работам на да бидам умерен. Сега, веќе после 100 и не знам колку епизоди, многу гости, без да сакам јас, без да сум имал намера, почнувам да гледам дека уствари и има некаков ефект. Ако веќе има, тогаш веќе пробувам да размислувам на тоа. Океј, каков ефект има? Има ли добар ефект? Има ли добро влијание? Какво влијание има? Се повеќе луѓе пишуваат. За среќа, повеќето се позитивни коментари. И не само коментари, што многу ме радува, што многу луѓе бараат engagement, бараат како е... Заедница, community. Не, бараат директна муабет со мене, директно. Разговор. Да, ми пишуваат прашања, ги интересира подетално, повеќе. Па тоа е, создаваш заедница на некој начин. Тогаш веќе, пак не ме води тоа во епизодите, нити во разговорите, не ме води помислата, океј, како сега да прашам, за како да звучи тоа за некој што може би ме прашал или може би го интересира. Не ме води тоа, ама некаде многу позадина мислам на тоа, ама оставам на својата природа. Пробувам преку моето живење да живеам што подобро можам и оставам на вербата дека ако се трудам да бидам морално праведен и искрен во намерите, тогаш не мора активно да мислам на тоа како ова ќе звучи и дали ќе звучи правилно на некој и не знам како. Ја имам верба дека ако делувам искрено и љубопитно, вистински љубопитно, како и да звучи, ќе звучи окей. И на некој ќе му се најде. И ако му се најде, супер. Ама пак почнува од мене. Ја многу сакам да го правам ова. Јас за секој гостин сум неверојатно возбуден. У деновите, у моментот кога му пристапувам кон него, па ми одговара, имам неизмерна благодарност. Секој пат сум шокиран кога ќе ми вратат. Ја ги поканувам и он ми враќа: ајде бе, може. Вау, сака да дојде. И после 2 чекам да дојде. И некако ми е тоа, не знам, знаеш, од таму трга. Имав друга поента, ама ми отиде мислата. Ја ќе не, па тоа е и која им спомнав за подкастов овој. Јас сметам дека уваков еден формат многу е тешко некој да успее, поготоа ако е long form, баш long form, кој ти што правиш по 2-3 сати, некој кој што не е искрен и кој што се гледа дека овој само ради, не знам, славата, ради тоа што ќе... Туку напротив, тие што успеваат, плагаат од себе и се гледа кога некој вистински го верува тоа што збори. И сега, ако е добра порака, луѓето се приклучуваат кон тоа и сакаат да бидат дел од тоа. Да, и браво, ме врати на мислата. Ти кажа? Ме врати на мислата. Имало коментари, и директни, и пишани, демек, и тоа намерно ќе кажам, они мислат дека прават критика, ама јас сум само шокиран како може уопште некој вака да мисли дека треба, и критиката се однесува на моите чести реакции. Од типот: вау, стварно, леле, колку јако. И луѓе пишуваат, замисли седнал некој да ми укажува дека тоа не било убаво.
Тоа не било добро, не било професионално, не било вакво, не било онакво. Јас сум онака, како може уопште да мислиш така? Тоа значи дека некои луѓе и по дома кога си разговараат, мислат дека не треба така. Оти за мене муабет на подкаст е муабет на улица. Муабет дома, муабет со некој што не се познавам и сега се запознавам. Да. Ја не знам како изгледа тоа, да некој ми каже нешто интересно и ја да се воздржам од реакција. Да бидеш Тоа ми е професионален. да глумам се, знаеш колку повеќе ефорт бара. Јас се шокирам од луѓе и бајги ги има бајги. Као му пречело на него. Он слуша на слушалка и му пречело на него, кога сум викнал ја, вау. Дебе, на мене ми е као, што... Не, тоа ми е, и затоа ти кажам, кога кажам себична е сршта, на тоа мислев. Да. И тоа сум ја. Да. И ја го правам затоа што го сакам да го правам и вистински сакам да се запознавам со човекот. Да. И вистински сум воодушевен секој пат. И тоа е, не знам, тоа е дар на универзумот. Ние сме единствено, може би уствари некој животни имаат восхит. Тоа е многу уникатна човечка особина. Да. Тоа е преводот. Да, восхит. Да. Восхит е уникатна човечка особина. Може би некои животни, ама тоа никогаш нема да го знаеме. Ама, еве ти пак уште еден пример, колку длабоко му е што 3 сата, збориш само за восхит. Да. Од кај е тоа? Зашто има восхит? Зашто има, која еволуцијска потреба ја оправдува постоењето на восхит? Тоа е дел. Значи некој го дизајнирал тоа, некој го стаил. Способноста на човекот да се восхитува, па тоа е дар на природата. И така, не знам, кај сакаше ти да отидеш, не, ја ти отидов таму. Тоа баш тоа го сакам, бидејќи тоа е, не знам, еве, јас самиот кој мене целото секојаш ми е ваков разговор да имам. Без разлика кај ќе забегаме. Да, бе, да знам. Се шалам ја така. Не, ама сакав да кажам тоа, бидејќи кај нас уште мислам дека подкастот како подкаст се уште како медиум е непознат толку, иако сега веќе нели. Има поеќе, нешто беа пред некој месец. Сега и поеќе се сигурно, ама луѓето уште не се навикнати да некој седне вака и збори и го стави на интернет, го стави за да се гледа и ќе треба некое време валјда. Ќе се навикнат. Да, ќе се навикнат и тоа. А што ти гајле дали се навикнали или не? Не, па јас затоа викам, мене не ми е проблем да правам 2 сати, 3 сати подкаст. Ама сакам ајде да превршиме овде, па после немаш гајле. Уште една епизода која треба ќе снимаме, не ми е мене проблем. Ама сакам да завршиме. И сакам да те прашам овие 4 прашања. Таму дофме? Баш 4-те? Баш размислав што ќе одговориш, баш ме интересира. Која последен пат си плачел? Знам дека ова ти е прашање и не ми ни требаше многу барање. Пред некоја недела снимавме со Дарио епизода. Да. Спремајки се за снимањето. Значи, Дарио мене ми допира. Мислам, не Дарио личност, Дарио е атлетичар. Да. Јас сум атлетичар. Јас сум во душата моја атлетичар. Еден од животите што ги имам живеено е атлетика. Со сите пропратни особини на посветен атлетичар, у смисла сонување за олимпијада, паѓање, кревање, успеси, неуспеси, тешкоти невидени. И која, значи, со Дарио се ми бил и друг пат гостин и знаев дека учествува по маратоните, бев еден од најголемите восхити, пак тука кога истрача он 2:08, да. Па бевме у контакт некое време за кога точно да се најдеме за епизода и нешто што, не знам дали сум го кажал, нешто што ја лично го практикувам,
спремајќи се за епизоди, ја не можеш да кажеш го визуализирам, ја го мотам разговори со таа личност пред да почнеме да разговараме. И тоа трае денови, недели, ја имам милион верзии на муабет со Дарио у главата. На секоја од тие верзии дојде момент во мојата глава кога ја разговарам за што Дарио за мене представува со последните резултати, со неговото не само многу површно, не ќе да звучи површно, дека он трча и е многу талентиран и истрча некои времења и тоа е тоа. Спортот е најважната работа во животот. Преку спорт ќе се смени и општеството. Дарио е најдобриот спортист во ова општество. Јас сум атлетичар. Дел од ова општество. Општеството, се надевам, ни расте во позитивна насока. И ненормално големо значение, длабоко, лично, ми имаше Дарио, и во моментите кога го правев тоа у себе, секојаш ми доаѓаше, секојаш станував emotional и знаев и дека кога ќе дојде епизодата, пак ќе бидам emotional. И имаше еден момент кога не беше ни прашање, едноставно сакав да му го кажам ова на него. И кажувајќи пак ми дое. Не беше баш она плачење, ама сигурно не го бараш тоа таквиот одговор, ама не, тоа така е, птен emotional со скоро задржување солзи за да не мора да сечам после у монтажа. Ама тоа ми беше кога беше неколку недели. Да, баш ја гледав твојата и прва епизода со него уште на Томас Лани, Перформанс. кога зборевме за маратони и види за година дена што се случи. И сега ја гледав и дефинитивно као некој го примети моментот? Да. Кога станав emotional? Ама гледај, и јас самиот ја почна да трчам пред неколку години. Ја уопште не знае за светот на трчањето, никаде, секогаш сум го мразел, пошто сум сметал дека е некоја нужно зло, се треба, сакам да играм кошарка, мора да трчам. Ама кога почна да трчам, мене се десило, не знам, сега уштип беше трката, Superior Run ја трчам и викам, баш со другарија трчам и викам, сега Дарио да помине ќе бија јако и гледаш Дарио поминува. И лето. Третиот го вртени два кога се та вртим. И си као, чекај, јас сум присуство на greatness, на буквално. Greatness, браво и фала што го кажа тоа. И само до тоа, и кога ќе ми искочеа вашите клипови и reels на Instagram и самата епизода, јас самиот станувам emotional. Така што не сум изненаден од твојот одговор. Океј. Јас знаев дека ќе прашаш и не ни мислев дека тоа ќе ти го кажам. Оти не знам никоја друго. Која е најдобра инвестиција која што ти си ја направил една за твоето ментално здравје? Тоа прашање. Не ти го мислев ова многу затоа што нема одговор, затоа што одговорот е на 3 години за роден ден добив точак поклон. И од тогаш навака пак ја многу често се замарам со површинското разбирање на зборовите. Најголема инвестиција и сега некој ќе мисли, ова е one time act. Ова е еднократен момент дека ти нешто си инвестирал и ја сакам да му го извлечам подлабокото значење на тоа зборот, а тоа е дека ја одбирам сега да го разберам тоа ти што го праша како процес. Не е еднократен акт, туку како го живееш животот. Се надевам малце доловив како го живеам животот и тоа е тоа. Начинот на кој што го живеам животот сметам дека ми прави добро у секоја сфера на животот. Сега, дали е у спорт, дали е у што, ама тоа е инвестицијата. Не е нешто еднократно. И дури можеш и така да го кажеш. Тоа е инвестиција, затоа што
Вложуваш време во тоа, вложуваш ресурси, вложуваш труд, се трудиш да го правиш, не го оставаш по инерција. Иако сум дошол до некој стадиум на едноставно така живеам, тоа не е по инерција. Пак тоа бара до некаде планирање, пак за да ги терам ја моите тренинзи. Кога да биде тоа? Детево е сега у школа, состаноков е тогаш, работата е ваму, патот е Снимање тоа. тоаш, едно друго. И многу лесно тој 1 сат луфта може да биде седење дома на фотелја. Да. Така што ето тоа инвестирање нека биде повеќе тој процес на намерност во одлуките. Да нема многу малце од животот да ти остане на инерција. Тоа може да е добар одговор. Инвестиција е да не оставаш голем дел од животот да ти е на инерција. Намали го количеството на инерција. Биди намерен во секоја одлука за што е оваа одлука, за што ќе го служи. Да. Не, намерноста е една од работите кои што ја неколку години пробувам да ја практикувам у било што и да е, сакам, ако ова го правам, морам да имам намера. Ако не го правам со некоја намера, intentionally, тоа е, на македонски е намера го имаме зборот, ама intentionally hits harder. Да. Ако ја не ги правам работите со некоја намера, со intentionally, тоаш не треба да ги правам воопшто. Се надевам сега некој ќе ти пише у коментар, ама не ми користи толку англицизми и да видам што ќе ти биде одговор. Ево, окей, да можеш да се вратиш 10 години наназад, што би си рекол сам на себе? Добро, 10, може 10. Не одложувај многу, знаеш што треба да читаш и фати читај ги. И имам листа на книги у главата што сметам дека касно почнав да ги читам. И сега огромна е листата. Кажи неколку е. Библија и неколку related книги околу не само Библија, туку и религија и спиритуалност и такви ствари. Mere Christianity од C.S. Lewis е една, неколку такви од Apologetics. Who Moved the Stone е една од, не знам дали ја знаеш. Who Moved the Stone е во 1890-тите. Поентата е што има следственост у книгиве. И сега затоа што знам дека се обраќам на себе, тоа значи знам и што мислиш кога го кажуваш тоа, и има ред, има редослед тоа. Ќе ја прочиташ прво Библијата, па ќе ја прочиташ Mere Christianity, па ќе се вратиш на New Testament пак. Да. Пак Новиот Завет цел, па после ќе ја прочиташ Who Moved the Stone. Who Moved the Stone е буквално кој го помрдна каменот. Да не навлага многу, една од највозбудливите книги, што не сум ни верувал дека може да е толку возбудлива, последните 24 сата од животот на Исус Христос. И е кој го помрдна каменот на гробницата. Па таа треба, па пак ќе се вратиш на Новиот Завет, па пак неколку Apologetics, па и продолжува се Conversations with God, оно. Така што, затоа што знам на кој се обраќам и знам што мислам, обраќањето е доста одложуваш, не знам што одложуваш, фати ги прочитај си ги сега, 10 години порано ќе ги прочиташ. Или добро, сега више не се 7, ова више пред 3-4 години го почнав, ама отприлика у таа насока ми е одговорот. Да. Нешто што ја не читам многу, не читам у физичка форма, слушам. Ти си audible човек, ти ко жаре. Audible човек сум. Ја не можам, ја имам проблем со фокус и се нервирам некојаш, пошто не можам да ги примам некои работи кои што треба и премногу мисли главата и затоа кога пешаџам, кога трчам, Audible, ама Mere Christianity ја имам една од ретките книги кои што знаев дека морав да ја купам, мора да ја прочитам, што пред неколку години, така што баш ми се допаѓа одговорот. За крај,
прашање твое за тие што ја што не слушаат. Ау, да, тоа ти беше последно. И чекај, тачно знаев што ќе ти кажам. И на други моменти го имам кажано ова. Значи ова е прашање за публиката. Да. Запрашајте се како сакате да ви изгледа последната декада од животот. И што правите во врска со тоа? Денес.